Трагедијата во Македонија го зазема централното место и во регионот. Српските, босанските, бугарските, албанските и грчките медиуми ја пренесуваат информацијата, но и шпекулираат за причините за несреќата на автопатот Скопје-Тетово. При превртување на автобус во Македонија 14 мртви. Протекуваат детали за страшната несреќа во која загинаа најмалку 14 лица. Објавена причината за трагедијата во Македонија. Стравична несреќа во Македонија. Ова се само дел од насловите во печатените и електронските изданија на медиумите од регионот. Многу е болно кога гледаш како човек на твои години се збогува од овој свет барајки помош. Потресни сведочења од автобусот на смртта кај Тетово. Пишува Телеграф.рс. Српски блиц под наслов "Потресни сцени од страотната сообраќајна несреќа кај Тетово" го објави последниот биланс на жртви и повредени, покривајќи ги редовите со потресни фотографии од превртениот автобус. Хрватски 24 сата пишува за хоророт "Виновна пукната гума", пренесувајќи ги неофицијалните информации што излегува и во дел од македонските медиуми. Електронското издание на грчкиот весник Катимерини објави дека официјална Атина преку Министерството за надворешни работи испратило порака со сочувство до властите во Скопје. На патот Скопје-Тетово кај местноста Карпалак се преврте автобус со 51 патник, од кои 14 го загубија животот. Вака пишува Вечерни лист. Под наслов "Крвав биланс на страшната трагедија во Македонија", Слободна Босна пишува дека во несреќата се повредени преку 30 лица, а 5 мина се во критична состојба. Бугарскиот портал 24 часа пренесува дека во трагичната сообраќајка меѓу загинатите е и син на пратеник во Македонското собрание. Српски новости се повикува на локалните медиуми и пишува дека до несреќата дошло откако на автобусот му пукнала гума, поради што возачот изгубил контрола и преминал на спротивната страна од патот, пробивајќи ја заштитната ограда, пошто се превртал во провалија. Очевидец на несреќата во Македонија смрдеше на нафта, се слушаше плачење. Беше страшно. Ова е написот што го објави Index.hr, во кој стои дека според сведочењето на присутните, местото на несреќата било стравично, а се до доаѓањето на итните служби, на повредените им помагало локалното население.